Македонија ќе го проложи патот кон Европската Унија само доколку го искорени воинствениот македонизам и доколку ги интегрира бугарите во своето општество. Ова е пораката на бугарскиот претседател Румен Радев на денешната конференција во Софија по повод 119 годишнината од смртта на Гоце Делчев, на која се дебатираше за заедничката историја и за европската зрелост на Македонија. Се соочуваме со важни одлуки и тешка дилема. Што е можно побрзо да започнат преговори, во исто време кога има јасна бариера со воинствениот македонизам. Нашите интереси треба да се вкрстат и да бараме компромиси. Но кога зборуваме за компромиси, не можам да направам такви со правата на македонските бугари. Нивните права мора да бидат вградени во уставот за да бидат интегрирани целосно во општествениот и економскиот живот на нашиот сосед, а за тоа треба да се стави крај на процесите на дебугаризација. Бугарскиот претседател е на ставот дека Македонија треба да ги започне преговорите со Европската Унија само откако ќе ги заврши уставните измени. Радев дополни дека услови за деблокадата се и гаранциите за заштита на бугарското културно и историско наследство. Неможноста за договор за заедничко славење на Гоце Делчев било заради длабоката испреплетеност на политиката со историјата во Македонија, истакна шефот на бугарската страна на Мешовитата комисија Ангел Димитров, кој со својата позната реторика не нарекува југословенски комунистички проект. Постоењето на македонска нација со вековни државотворни традиции е целосно политички производ и таа станува задолжителна за постигнување на планираната тотална контрола во македонското време и простор. Историската наука кај нашиот сосед постепено се развиваше, но незината основна задача е да ја пополни содржината на политичката рамка без да си дозволи да ја напушти. Така е и денес. Денешната конференција, која се одржа во Националната палата на културата во Бугарија, беше под покровителство на претседателот Радев, на која освен тој присуствуваа истакнати историчари, дипломати, новинари, представници на организации на бугарите од Македонија, како и представници на Македонската патриотска организација во САД и Канада. Но по се изгледа ова беше само уште една манифестација на бугарската наци-шовинистичка негација на македонизмот, на македонците, на Македонија и на значењето на Гоце Делчев.